Не само што вовлекува, значи, пари без прашање, туку ги вовлекува буквално кога и да сака, без твое одобрение, што е кражба. Значи, банките се едно од првите глобални зла кои што започнале за да ги крадат луѓето. Подржуваме недвижности, значи покрај тоа што имаат тука недвижности, имаат и во Албанија, и во Австрија, и во Србија. И подржуваме, значи, они имаат фирма со експлоатација на рудници, замислете. Значи, и плюс друго поле, и сето ова го прави него милиардер, односно милионер. И кога ние ќе го разбереме сето ова, значи ќе речеме стоп, јас нема да ги поддржувам овие големи материјалисти. Затоа што, и да не збориме, Лим работи со градежништво, значи меѓународни аеродроми, автопатишта и згради, енергетика и со хотели. Значи сето ова спаѓа само во оваа компанија. Значи не е едно поле, туку милион полиња во кои што се експлоатираат цените и парите и кои што се прави огромен профит. И покрај тоа, затоа што се големи и мокни, банките ги признаваат и ги поддржуваат, односно им даваат кредити и тие потоа ги враќаат. Значи они немаат, можеби во моментов немаат 30-40 милиони евра на сметка, па и сега ќе го инвестирам директно. Тоа се работи со најчесто кредитни поддршки, значи од овој вид. Банки се собираат повеќе, им одговара профит да зимаат од кредитот кој што ќе го дадат, затоа што се работи за едни мега проекти кои што носат огромни пари и на сите вакви полиња им одговара. Сето тоа им одговара. Друга работа, има банкарски синдикати кои што се занимаваат со ова. Значи збориме за повеќе од 7, 8, 10 банки кои што ќе се соберат и ќе се речат: слушај, ајде ние сите индивидуално, заеднички ќе придонесем, ќе дадеме, ќе поддржиме, да речеме, кредит од 100-200 милиони, значи заеднички кредит со банките кои што заедно функционира, за да го поддржиме, да речеме, овој што инвестира во молови, и ќе добиеме огромен профит од тоа. Тука спаѓаат инвестициски фондови исто така, значи кои што оди капитал за дел од профитот, предпродажба, закуп на локали, значи големите брендови, замислете, подпишуваат договори од 10-15 години, да речеме да ја земеме сега Зара. Таа подпишува со молот и таму се седи по 10-15 години, што они однапред веќе ги задржуваат во ланец сите продажни салони. За да бидат во тој мол, значи не е сега еден месец како порано што било, па ако не ми оди 3 месеци, па ќе го затворам. Не, овде се работи за огромни компании кои што се вмрежени и кои што на долг рок со договори функционираат по многу години. И затоа ова екзистира и профитира. Ама ако вие не ги поддржувате тие големи брендови, ако не имаат што да прават профит, се тоа ќе пропадне. Буквално ќе пропаѓаат и ќе се деси и економски и секаков колапс во државата. Ама тоа е целта да се растурат. Тоа е најголемата цел на она што јас сакам да го постигнам со ова што го зборувам, значи да се распаднат овие вмрежени системи. Затоа што на тој начин нема да го воведуваат злото и нема злото да екзистира во атмосферата на општеството. Затоа што овие корпорации се влезни точки за глобален капитал. Утре ќе дојде некој друг во некоја друга индустрија, знае дека овде веќе се прават огромни пари и ќе му биде буквално отворена вратата да можат секакви материјалисти да доаѓаат да се вгнездуваат. Буквално во она што го гледаме во Америка, значи се она што живее таму се вгнездува и на вакви мали места, поднебја, кои што на некој начин се отвараат вакви можности за големи капиталисти. Зашто има толку странски фирми? Затоа што им одговара. Лесно луѓето на страницата му е многу лесно да дае добра пара тука. Бидејќи таму се прават, значи стандардот на животот во другите земји кои што се во странство е на многу повисоко ниво и многу им е полесно во помали земји вака да ги залаже луѓето со некоја повисока плата од минималецот и ете ви целата психологија.
Земјиште е ефтино, работна сила е ефтино, пазарот нема голема конкуренција, профитна маржа од трговски центри е многу висока, профитна маржа од, не знам, таму некои си нови измислени работни позиции, услуги и не знам таму што постои е минимална, значи ја нема идеална можност, државата најчесто им одговара, зимаат данок, соработуваат со овие фирми и ете ви го злото како ви екзистира и ние си живееме во сегашниот момент како тоа да е еден нормален ден кој што треба да одиме на работа и да се земеме плата. А во психологијата на тоа има цела структура која што впрочем ја уништува земјата и ја уништува хармонијата, балансот во животот во градот, во државата, во сите градови. Ви се вгнездува една ниска темна енергија, која што прави сплетки проблеми, кој што го прекршува законот на правилното духовно живење, кој што е кроткост, едноставност, нематеријализам и не му го прави она што не сакаш да ти го прават тебе. Тоа е главниот закон од каде што произлегуваат сите закони, но за ова повеќе зборувам во мојата книга која што излегува во продажба, така што можете да ми пишете на мејл, имам доле во опис ставено сите детали, можете да ја нарачате за давам еден вовед во целата книга за сите овие нешта, а втората книга која што е продолжение ќе биде баш за овие нешта, ама таа здравје ќе биде за 1-2 години.